Се уште нема датум за почеток на судскиот процес за најголемата трагедија во поновата историја на државата. Откривичен за 24 велат дека нема рок до кога треба да се одреди датумот и во тек е известувањето на странките, пошто, како што соопштија, се надеваат дека најкасно до вторник следната недела ќе се знае датумот. Прво мора да се известат странките. Се надеваме дека до крај на неделава или вторник најкасно ќе се знае датумот за почеток на судењето. И додека се чека датумот за почеток на судскиот процес за трагедијата во Пулс, никој од 34-ицата обвинети не се чувствува виновен. Односно, со 109 приговори од адвокатите на обвинетите, практично никој од нив не прифаќа дека е виновен за пожарот и трагедијата, така како што ги товари обвинението. Особено не функционерите во периодот од 2012 па наваму, кои пак сметаат дека не може некој да се повикува на одговорност од пред 10 години за нешто што се случило годинава. Во одбраната се ангажирани 30 адвокати, правенствено од општина Кочани. Од приговорите може да се заклучи дека обвинетите најчесто приговараат за ненадлежност и дел од вината ја префрлаат на други обвинети или починати лица. Првообвинетиот сопственик на дискотеката Дејан Јованов Деко, кој го чека судењето во Кумановскиот затвор, ја префарла одговорноста на институциите и на бендот ДНК, бидејќи според приговорот тие не пријавиле употреба на пиротехника. Неговиот син Михаел Јованов ја префарла вината кон покојниот управител на дискотеката. Братот на Дејан Тодор пак наведува дека не бил формално одговорен, туку само продавал влезници. Приговори има и од многуте инспектори, градоначалници, министри и функционери на локално и централно ниво, кои се опфатени со обвинението. Во меѓувреме, родителите на загинатите денеска ја одржаат четвртата едночасовна блокада на кружниот тек кај двојниот мост во Кочани. Тие продолжуваат со блокадите со цел, како што велат, правдата за нивните прерано загинати ангели да биде задоволена и вистинските виновници да одговараат за своите дела.